Добар ден и среќен ден, почитувани гледачи на Канал 5 телевизија и нашата и ваша сакана емисија Гответе со Дракче. И денеска сме овде да ви направиме 30-минутно шоу со музика, со убав рецепт, со интересен муабет кој што ќе ви привлече внимание. Знам дека и денеска со нетрпение ја очекувате нашата емисија, а фотографиите ќе ги очекувам по завршување на емисијата кои што ни пристигнуваат на мојот месенџер и навистина за сите вас што ги праќате готови рецепти, фотографии, некогаш успевам да ги постирам, некогаш не успевам, но верувајте ми, од срце ви благодарам. Тоа значи дека ја сакате и почитувате оваа наша емисија. Да си ги поздравиме и нашите пријатели на емисијата. Поздрав до нашите пријатели од Стокомак и да погледнеме дел од производите кои што ги имаме на нашата ветрина. Значи имаме мал дел на нашата ветрина, дел овде од зачините кои што ни се потребни во секој рецепт ги имаме на нашата масичка и секој ден за нашите рецепти пристигнуваат намирниците кои што ни се потребни за рецептот кој што го подготвуваме токму овде со нашите гости. Да ги поздравиме нашите пријатели од Стокомак и за новата линија на продажба, така наречена Македонка, убави налепници обоени во црвено и така се во црвено обоени рафтовите на Стокомак. Каде ќе забележите Македонка налепница, знаете дека токму таму на тие полици се производите со македонско потекло. Купувајте македонски производи затоа што ги стимулирате македонските производители, а јас велам кога нив ги стимулираме, ние ќе имаме убав ручек. На нив многу берикет, а на нас на здравје на ручекот се разбира. Поздрав до нашите пријатели од Стокомак и до нашите македонски производители. Да си ги поздравиме пријателите од мини трговскиот центар МОС. МОС е мини трговски центар, така наречен продавница за домашни апарати и се за домаќинството. Верувајте ми, навистина баш има се за домаќинството. Сега ќе започнам од едно обично, како се вели, чергиче за пред врата, па се до еден преубав или украс гламурозен лустер за вашиот дом. Значи, замислете си колку убави работи се внатре има. За вашите тараси убави гарнитури, убави перничиња кои што ќе го освежат вашиот дом, убави прекривки исто така. Оние кои што сакаат на викендица да си стават мушама на маса, полесно да им биде за на викенд, на пикник, исто така убави корпи, убави кутии за пакување, за подароци, убави сувенири, но најважното се многу убави апарати кои што можат да ви олеснат при готвењето и брзо готвење, како што гледате, нели имаме и тука дел од нив и правиме емисија заедно со нивните апарати. Поздрав до нашите пријатели од МОС, а вие не грижете се затоа што тие имаат и собствен паркинг каде што можете да го оставите возилото без да го мерите времето и да разгледате навистина се што има внатре. За оние кои што не може да се качуваат по скалиците до третиот кат, постои и лифт, и тоа стаклен, и додека патувате кон третиот кат, да ги гледате сите производи на првиот, вториот и третиот кат. Поздрав уште еднаш до нашите пријатели од МОС. Да си ги поздравиме и нашите пријатели од ПК Беско. ПК Беско незаменливи по својот вкус на сувомеснати производи. Производи кои што ги сакаат и најмалите до највозрасните. Велиме, нема да погрешите кој од производите да ги земете, а како се вели, она што децата многу го сакаат, знаете дека навистина е квалитетно, зашто дечињата најмногу одбираат убави производи. Да си ги поздравиме и пријателите и вработените во ПК Беско. Ете, откако сите ги испоздравивме, рете да кажеме кој ќе биде нашиот гостин во нашата емисија. Кога е во Македонија, не гледа во нашиот редовен термин, во 15 часот и 30 минути, со неговата сакана Цветанка и пријателите. Наутро во Америка си пијат кафе и не гледаат 15 минути до 9 часот, тогаш уживаат исто така со саканата Цветанка, ја гледаат нашата емисија и си пијат македонски чај, велат македонски чај си пиеме, македонско кафе.
Пишува убави песни, вели јас сум композитор, се радувам на убавите, но се радувам на оние кои што ќе ја отпеат онака како што јас сум ја замислил, и тоа мене многу ме радува. Значи, нашиот македонец, чистокрвен од Македонија, кој што живее во Америка и ни доаѓа постојано во Македонија, Ристо Вешков. Му велам, добре дојте. Подготвен за готвење. Добар ден. Добар Здраво, ден. Драгче. Добар ден, многу ми е мило. После 11 години повторно се гледаме. Да се видиме вака и убаво дотерам веќе за емисијата. Така, како готвач. Благодарам на поканата и многу ми е мило што би ваше гостин. Големо задоволство ни е, повели од оваа страна. Јас тука ќе ти асистирам, нели, до мојот пријател, бидејќи како велам, најмногу си другарувам со него. Така. Ти да го рече, пресечеме ако ти тоа ќе си го редиш, мене ми рече кромитче треба да запрашам во масло. И тоа. И сега јас кажав дека ти и твојата сакана и мојата сакана Цветанка не гледате тука во редовниот термин, но во Америка не гледате рано наутро. Од 9:30 се бајаме. Во 9:30. Јас мислев 15 минути до 9. Значи во 9:30 по да, во македонско 9:30. 6 сати е разликата. 6 сати. И вие таму си не гледате нас и си коментирате. Овој рецепт е убав, да си го запишеме. Пред да дојдем тука, дома го испробаме со Цветанка. Да, добив фотографија. Ти благодарам. И беше многу убаво. Да, многу ме радува баш. Во фонд ни оди песната Цветанка, моја убава, песна која што ни ја отпеа нашиот Зоки Дамјановски, кој не е помеѓу нас, а текстот е твој. Да, напишан, и музика. И музика и текст напишан за твојата сакана Цветанка, неубавата наша. Аранжманот е од Зоки. Браво, ние тивко ќе ја слушаме, а потоа ќе те натераме малку и да ни запоеш. Може. Добро, ова нека ни се затопли, јас ми рече дека кромидот треба да биде Може така, кромид да го ставиме да биде да се пржи, ми кажа Цветанка не многу изгорен, малку да се поцрви. Да, јас кажам. Таа ми кажа, ајде сега, како јатрави ќе се карам. Добро. Ова е мој специјалитет. Твој специјалитет е, но вели Драгче, ти вака. Ова специјалитет, кога бевме во Америка и на терен одиме и со братучни, Златко да го поздравим него во Америка. И јас го направам ова и го јадиме многу скаш. И сите го сакаат. Кога си дошол дома и рекол на својата сопруга, направиме овакво јадење. Она го направила, не е такво. Не е истото, не е истото. Не е исто како истошо, оници ме вика мене. Ицете вика таму. Не, само он ме вика. Само тој те вика. Интересно е, нели така? Како ги редиш компирите. Тука ќе имаме и за целата наша екипа. Да, браво. И како е животот во Америка? Сега, после 11 години да те прашам, иако ние си пишуваме, си контактираме и со тебе, и со Цветанка, како сте, што сте, добри сте. Животот како си го подредиш, така ќе биде и тука и таму. Ако не го подредиш, не е важно каде си. Но сега е убаво што брзо одите и брзо си доаѓате, сакам да кажам. Сега и зимот ќе бидеме тука. Така, решивте да си останете. Да. Браво, тука ќе бидеме. Иначе по 8 месеци беме тука. Ако ли кавдарички млад? Ако, јас нема да знам да преведувам. Не бе, ќе разбереш. Ке те разберат. Како Цаско К15 кавдарички зборува. И цел, ајде го поздравиме и него. Како вика, и цел свет го знае. И он ќе дојде на чорба кај нас, а пак кај Димито Бустапа на пиенџур. Така, ќе направиме две уедно. Одлично, значи така ќе биде компирот. Добро. Еве сега ќе го да се ги спрже кромитот право. А потоа го додаваме. Поче го додадеме и ќе го размешаме. Добро. Па поче оставиме тие. Те слушам, шеф мајсторе, те слушам. Така се. Те слушам. Умеѓу време да се спрже нешто, да поздравам черка, таа ми го направи ова блуза. Со нотите. Со ноти. Браво. И виолинскиот клуч. И позади рефренот на Цветанка моја. Во ноти. Браво. Ангел Чосев ми напиша нотите. Браво. Од Dream Team. Браво. И ги стави черка ми. Браво, да ја поздравиме секако. Черка ми, зетни и незините деца Грегори. Ова е убава идеја. Син ми с нами,
трите внуци. Само мене Орце, ако не ме стави вака тука на срцето со лицето Да. и да пишува позади дека мене најмногу ме сака, тешко него. Ама да напиши Пише, од уноти. Од царот да напиши. Шо ме он цар, ти си царицата. Така, добро е. Јас сега овде ќе го поставам компирот за да ти дојде тебе полесно Да. за да го... Ајде. Да не Ајде, измацаме. повели мајсторе. Оти многу ме критикуваат дома да го мацам. Вака ќе си го додаваш. Ајде. Оди овде. Чек, има време. Уште имаш време, добро. Има време, чекай. Ајде. Чекам. Да се сравени малку. Чекам. Почнува. Чекам, јас сум тука. Сега да не изгоре. Сега може. Види. Секунда само ми Па да. фалеше, секунда. Иглам по моје да биде. Ете така, ајде. Како, вика се по негово да биде. Па да. Тешко на Цвете. Цвета, моја Ама убава. не ми дават мен да работам дома. Колку повеќе ја нервираш, толку поубава е да знаеш. Не ми дава да работам, вика, многу сум мацал. Да, но мацано значи испрлено, така ли? Да, Добро. ај вака ќе биде вака. Вака. Добро. Сакаш полесно тебе. Така. По негово. Ајде, може ќе ни отиде компирот до кај камерите, ама нема врска. Цвета ќе не разбере. Добро, браво. Ете, успешна операција. Така. Благодарам. Тука ќе ти поставам. Сега треба да размешам, па оти кромитот да не се испржено, не прегоре. Добро, еве ќе го намалиме малку. Така. Оти компирот е сварен, веќе сварен. Мораме да И сега кажеме да го размешаме. е сварен, излупен и ти само го исеска. И кажеме на нашите гледачи дека компирот е сварен. Да добиеме време. Ете така, да добиеме во време. Времето е пари. Па, за да си правиме малку муавет. У Америка вика, времето е пари, а некој вика, јас имам време, пари немам. Ајде сега кажи ми, бидејќи во нашата емисија Гответе со Дракче дојдоа и повеќе од нашите гости, кажа дека текстот, песните ги направи ти. Пофали се малку. Да. Ајде малку, на Ване песната ја направи ти, на Лидија Паскова. Ете така, ајде, пофали се малку. Ами, јас обично кога ги правам песмите, го правам и песната, и мелодијата, и текстот. Заедно. Ама има некои, што имам и со Зоки, и со Сашко Велков, а една и со син ми. Така. Пеите македонци, јас го напишах и текстот и музиката. Арно, викам, Ласко, син ми, ај ти напиши музика, па која ќе биде поара, мојата или твојата, на Зок ќе му дадем некои некој. вистински приказни кои се вистините. Ами син ми исто свири на гитара, има свој бенд таму. Така, да. Добро. Ете, така и го потпржуваме малку. Со Коцо Моцарт има студио, многу баво. Браво. И така инспирациите доаѓаат и песните се нижат и тебе задоволство ти е да ги слушаш. Да, сега има околу 17 песми. Така направено. Ама сега една е утек. Тоа сакав да те прашам, дали е она која што ми пушти Дракче, дали ти се допаѓа ова нова песна? Ами не знам која сме пуштил. Сите кои што ќе ги направиш. Не ми се верува, приближи, таа нема музика, не ми се, таа некоја друга песна се пуштил. Свадбарска една ми пушти. Таа е за Ванешо испеа. Ванешо испеа, добро. И денес се женам јас. Не, оваа песна, директорот на Тумба Фест, Драган Јаким, пред 2-3 години ми покани да напишем некоја песна. Ја му викам, а тие се хумористични песни таму и Кумановски, ја не пишам така песни. Ами напиши некав да речки некој. Не, некава да речки. Добро, Зашто вашиот јазик е и така интересен. Ристе Тушевски и он често многу пати има речено, напиши текст, ја да направам музика. Тоа е виртуозна хармоника. Зоки Еленов, он се, ајде напиши една песна за пазарджиите тука, он е центар там на пазар. И така ми влезе во главата. Значи си имаш нарачки ти веќе. Ами ја не пишам по нарачка, ама ова така сега ме притисна некој и напишав за пазарот. Добро. И сега Ристе ми речи, утре, денеска или утре ќе биде готова музиката и аранжманот. Па ќе пее Раде од Штип Рогозов. Нашиот Раде Рогожаров, тоа само не му одговара таа песна. Он е шоумен, Па точно шоумен е, сака да биде весела песна. Ама јас песна кога пишам, веќе имам представа кој да пее. Ај сега Пипер и Бибер. И Бибер, еве ти, и црвен пипер. И да ти кажем, Цветанка моја е испејана на многу пати од многу пејачи,
Кажи кога беше наградена? Која година? 22 јуни 2007 така. година. Знам за тоа бидејќи на внукот, најстариот внук Христофер, му е роđен ден. И ние? А сега ќе се жени на 28 јуни у година, па ќе им насваба таму. И ќе биде песната повторно најслушаната и на свадбата. Така. Така за биберено, за црвено. Што друго забораваме? Додадовме и сузачин, додадовме и бибер, и сол. Има многу убав вкус во сето мешано вака. Одлично. Не да се фалам јас сама, ако не се пофалам јас, кој ќе ме фали? Ако не се пофалам, вика кој ќе ме пофали. Рече дека ќе ми отпееш рефреното од песната. Ајде сега и за мене, за гледачите. Утре планирам у Михајлово Чојмика и мојот пријател Перо Грков и Мире со мојот другар Трајче Реов и да го посетите и манастирот Свети Атанаси. Беме и да таму си ги ни. поздравите. Бевме на 15 мај. Бинчи бевме, поставив и јас. баткото Вангел. Ете така. Поставив, бевме. И лани бевме. Одлично. И лани бевме. И јас си ги поздравувам. Тие и во Копенхаген не гледаат и во Македонија. А иначе, секој се бале, јас варам чај 2 литра. Чај, ставам се. Нане, жалфија, смоква, таа било многу за шеќерот. Па како ви га ја? Стави од сето, нека лечи се што треба. Рамонче, Камилица го викам и Рамонче. Камилица, коприва, ќе го сварам и пол литро. Мојот комшија спротив мене, Панес Тактор, да го поздравим и него, ќе слуша. И тоа не е секој се бари ритуал, обавезно. Си имате ритуалче. Да. Ајде сега да чујам. Толку муабети и поздрави, песна сакам за Цветанка. Не знам само од кој дурче фан мил мол. Кој ти е згодно тебе, тука не те наоѓаме мани. Да. Ајде. Морам. Цветанке моја, цвет си на љубав, цвет што еднаш цути и не венува. Цветанке моја, цвет си на љубав, цвет што еднаш цути и не венува. Браво. Така е цветот. Звене, ама мојот цвет не вене. Твојот цвет е секојаш многу убав. Има ли време да го испеаме на шпански? Ајде. Преведена на шпански. Одлично. Се вика Флоресита Мија. Браво, бе, Цвете. Ова да го сакаш со многу. Јас си викам, јас ще барам тебе, ти не може да најдеш мене. Ајде да слушнеме на шпански, види го ти нашиот рист. Florecita mía, flores eres tú, una flor que endemaste, мисија барем, ја заборај како беше точно име. Мене вака ми се звучи на влашки повеќе. Не. А оно на шпански. Многу баво звучи на шпански. Тука некако. Ќе најдеш на YouTube има Florecita mía се. Добро. Флоресите, па флоре цвеќе. Ајде. Уште ли треба да црвене? Доста му е, ба. Доста му е? Доста, ќе претераме. Добро. Драгче, ако не биде вода, имаш ли макарони? Ќе сварим макарони. Може, макарони, шпагети си имаме тука се. Као цацко што да купири да бара. Нема никаков проблем. Бидејќи рече ти ќе го сипеш во тајнирот во кој ќе сервираме, ќе ти додадам, дали ти е лесно тука или овде постави го тавчето. Ајде. А јас да поставам другата тава, стави си го тавчето овде, лесно да ти биде, за јајцата кои што треба да се пржат. Ете така. Како убаво звучи песната. Од срце, пиша, не? Ај малку погласно да чуеме оно. Ајде да чуеме Цветанке моја. Ете така. Толку тука. Добро. Па после ќе може и за още еден да има, така. Добро, ако само за еден човек. Ако Ова е само пример, не за нејаска. Можам да ја повлечем оваа тава за колегите. Да има место и за. Добро. Од оваа за јајца. Сега ќе ги поставиме тавата да се шешти, да додадеме масло. Ете,
повторно ќе си ја слушаме од нашиот Зоки. Беше голем другар и пријател и Да. многу убаво ја отпеа песната. Бог добро. Најубаво, до сега нема никој испејан така. Така, многу убав мелодичен глас. И јас уж кога ма пушти песната Сентиментално. него, го рече ваќе биде хит. Така. И така испада. Да, многу убаво. Кога го додаваш ренот и зошто ти е ренот? Сакам да прашам, бидејќи имаме рен, маслинки, магданос. Јас рен Зошто и таму одбра во и баш Америка- рен од стокомак? Најубавиот Таму го рече. има. Најубавиот. Таму го има. Готов го има. Готов, Иначе да. на пазарот има понекогаш и не може да се игра. А вака у стокомак, стварно од стокомак се взимам, не за тоа реклама да правим, него Да. тоа е точно. Да. Од стокомак се взимам Тегличе. рен, тегличе, дома си у фрижерот. Ајде да можам Ренот е јас многу убав да за ја покажам и тегличката, ние ја многу убав е имаме ренот во за јадење. фрижидер. Јас и во Америка таму сегаш со рен си јадам. Ете, нашите пријатели од Стокомак. Да, ево. Ова е тегличето. Ти дури ми го испрати на Ја ти фотографија да не го сгрешиме. Ама јас со мене носам случај да не. И со мене Да, носам. да, одлично. Но ние овде во нашата куќа мора се да имаме. Сакам да се Така. затопли добро маслото, затоа што рече сакаш повеќе треба, бе, и сакаш уште Ама повеќе. не треба да оти јајца сакам да сакаш. бидат на око, но вак ќе испада на уво. Но уво. Добро. Ајде сега да видам така. мајсторе како ќе ги направиш Да даде тука. да му така жолска да биде Еве ти ги. жива да биде жолска. Добро, тука ќе ти ги дадам до рака. Дали ги кршиш со вилушка? Како да не? Како? Не, не, не. Можеш со ноже вака, Не, па... не, од тавата, од тавата. Од тавата, еве, повели господине. Чекай да позагрее малку. Ајде, нека позагрее, леле. Види го мајсторот наш, колко е добар. Ами ја не сум кај цацко, он седна и ти му работиш и... Ама още- тој многу ме забавуваше. да, Како ете, него па таков- кој може да биде забавен, па јас не можам да бидам забавна, знам да таков. готвам. Не, ние сме големи пријатели. Он Знам, и иде затоа кај и ве нас. поздрави. Рече, јас одамна минувам кај нив, пиеме, Цветанка ни прави пинџурот, што Чорба. јас го сакам и чорба. Не, пинџур му го прави друг пријател. Димито Буста. Така. Чорба. Одлично. Значи треба да биде ова жешко, за да бидат јајцата Да. направени како што треба. Одлично. Одлично нека биде. Ајде, да видиме со Господ. со Господ напред да бидат добри. Одлично. Кај ќе стави? Добро, овде додајќи, ајде, ништо не е проблем. Вие се убави и за цвеќињата после да ги луспите, да се истрчат и во Така, цвеќињата. во цвеќето, подхрана на цвеќе. Да. Затоа што има калциум. Добро, знаеме, вери сте. Па. Ако, ја да си Да кажам. си кажеш ти, нели? Ја си кажам. Види како тавата ми е како мерена. Значи, ова не ме везе за 5, Нема. 4. Лажичка, лажичка. А сакаш обична лажичка или Да, ова? обична лажичка. Е, така, обична. Добро, може да не сакаш Не, не, и таа ова. не. Добро. Овака. Одлично. Овака бе. Им време. сипуваш од озгора. Озгора. И так ќе биде. Техника. А е така. Ути, ако го претераме, Добро. ако го претераме, ова не на око ќе испадне на уво. Добро, браво. Ајде сега јас да го побарам рецептот на денот, а потоа ќе го сервираме ова наше јадење кое што веќе и јајцата ќе бидат подготвени и да ги сервираме во нашиот тањер. Кавадаречки ручек, 1 килограм компири, 2 главици кромит, 5 јајца, 1 тегличка рен, 1 парче сирење, 1 домат, неколку маслинки, пола китка магданос, масло по потреба, сув зачин и други зачини по желба. Еве ти веќе и доматот го исече. Готово, Додека видомо, овие да. тука си бидна, Секако. готово сега не знам како ти оди редоследот. Е, сега вака. Ова треба да го Ако може, повлечам. да немаме Добро. тука, јајца да ги ставиме тука. Добро, ајде. Таму, таму да ги ставиме да нема мацаме тука. Не, ајде. Е, тука. Ајде, повели со оваа лажица. Да. Повели. Пак си вика да не мацкаме. Да не мацаме. Да не мацаме по... По Се кавдаречки. вртиш на камерата со грб. Добро. Ајде, сврти се вака. Ако нека видат песмата. Песната со нотите нека ја видат. Ајде, рече, ќе поздравуваш Америка, кого требаше уште, заборави. Уште еднаш да поздравам син ми, Ласко, Снами, Марица, внуците, Кристофер, Антонио, Даниел, Добро. черка ми, Сите да ги... Верица, зетот Коле, сини, Има ли внукот. уште многу? И има уште многу. Ајде, повели. Грегори и внуката, Земи си го тањерчето. внуката
Викторија и таа пее многу убаво и она Браво. у една од песмите Значи е наместена. Сега што ти Чека, треба? вак те беше ова. Аха. Добро. Одлично. Имаш си некој редослед твој Може да има. за сервирањето. Добро. Сега даската не ти е потребна, така? Може солта малку на Сол ќе ти дадам, него даската не ти е Не е потребна, за да потребна не ти даската. пречи. Затоа сакам да ја Не. повлечам. Ете така. Добро. Одлично. Твојот кавадар е Сега кој ширучек. колку сака сол си ставе. Добро, нели И на сол? ова, на јајста не Се, ставиме тоа е сол. по Вака, желба. и кој што сака, Некој ќе сака ставе. со сузачи, некој со буковка, па затоа Ова нели може е по и- желба. Ама може јајци со кајган да се направи, Добро, кој како ножето сака. ти го повлеков, Ај сега ножот. маслинките. Еве таму се, кај тебе. И ножето за сиренцето кое што сакаше да го додадеш. Прави си место. Прави си место, ете така. Браво. Кој колку сака маслинки ќе стави. Добро, одлично. Е така те. Одлично. Ренот. А ренот, ќе го ставиме тука. И ренот кој колку сака. А јас сегаш јадам со рен. Зошто е лут? И тука и лут во е Америка. вкус. Добро, Е сега сирење, добро. ќе го ставиме тука вака. Ова само да го повлечам, ќе ми извиниш, за да се гледа комплетно. Ете така. Е вака. Браво. Одлично. И малку Магданосот. да го украсиме со магданос. Не сам да го красим, ја го јадам со. А ти така си јадеш, па овде имаш многу. Го јадам по повече. Ќе го покриеме многу па рецептот. Да, Е така, добро. Ева. Нека биде како за украс. Не само за украси го јадам, јас жив. Добро, одлично, убаво И дојде. на или нане си ставам понегаш. И нане свежо нане. Или убаво. нане, или магданос. Одлично. Еве ни го нашиот рецепт. Браво за тебе. Бев ли добар асистент? Добар супер. асистент бев така, а ти беше супер мајстор и направи на вистина убав специјалитет. И јас ти благодарам што ни беше наш гостин. Те поздравувам тебе лично, твоето семејство. Благодарам. Цветанка најмногу ќе ја гушнеш од мене посебно. И Јас да ги поздравам сите гледачи на, Так, так. на Канал 5. Кажав дека и таму во Америка цел ден ни работи Канал 5 и тука. Е така. Да. Нашите пријатели ти доделуваат подарок. Овде е од пријателите од Мост. Внатре имате ваучер. Благодарам. Да си одберете нешто убаво, да ве подсетува на нашето другарување и комплет производи од ПКБеско за заеднички една домашна забава која ќе не гледате во репризното издание. Благодарам. Ете Поздрави така. го царот од мене. Благодарам. Ете, тоа беше се за денеска, драги наши. Се надевам дека ви бевме интересни. Малку на кавадаречки, малку на не знам на кој наш јазик, но како и да е, се разбравме. Ве поздравувам, ви сакам секое добро и како што љубам да кажам, ве сакам.